Добар ден на сите. За мене како градоначалник на Куманово денеска е голема чест. Во посета е председателот на владата, господинот Христијан Мицковски, придружуван со неколку министри, членови на парламентот. Најпрво сакам да им посакам топло добре дојде и воедно да се заблагодарам за интересот денеска да се посети Куманово. Посетивме поголем број настопански субјекти во градот. Значи, најголемата историска инвестиција во Куманово на компанијата Lidl, која што доаѓа од Германија, дополнително една приватна лабораторија, приватна инвестиција во градот и денеска сме тука на ова многу гордо место и значајно за сите кумановчани. Тоа е Кумановска Соколана, да го видиме комплексот, докаде напредуваат градежните работи и воедно да искористам оваа прилика, нели како градоначалник, да побарам помош од владата во делот на финансирање и завршување на овој проект, во кој што општината до сега, не само во овој објект, туку дополнително и во самиот спортски комплекс и реконструираниот парк Соколански има вложено некаде половина милион евра. Побаравме и наидовме на разбирање од владата да се обезбедат дополнителни 700.000 евра за завршување на овој објект и повторно ставање во негова функција, бидејќи тоа е нашата кумановска гордост, ќе се работи идентично како што била некогаш во соработка со конзерваторскиот центар. Исто така, сакам да се заблагодарам и на сите вас представници на медиумите, што еве вака го проследивте овој настан, а секако ние ќе го продолжиме денот со прошетка низ Куманово и дополнителни разговори со граѓаните. Во оваа прилика сакам од срце да се заблагодарам на Маријан, кој што е еден од главните иницијатори за правење на книгата за наша Соколана и дополнително на сите оние наши кумановчани родители, дедовци и баби кои што дадоа дополнителен придонес на сите тие иницијативи да дојдеме денеска во ваква фаза, да бидеме една политичка гарнитура која што не само ќе говори во континуитет како претходните за Соколана и нејзината реконструкција и реставрација, туку и на дело да го видиме дека овој објект веќе се работи и јас верувам веќе до крајот на следната година ќе биде во целост завршен и ќе го добие повторно својот сјај. Благодарам. Колку пари ќе биде скупниот проект и рековте дека ќе биде со конзерватори, но гледаме дека ќе има многу работа, има нешто и оригинално зачувано. Дали ќе се запази тој рок, бидејќи сепак мислам дека овде има доста за зачувување, бидејќи интересно е градвата. 2022 година ни беше вратен овој објект во собственост на општината, претходно го стопаносуваа приватни субјекти, беше загрозен бидејќи статиката беше комплетно нарушена, постоеше можност истиот целосно да се сруши. Отпочнав веќе скромно со буџетски средства 23 и 24 година во самиот објект кој што го гледате овде, некаде општината инвестираше неполни 300.000 евра. Најбитно е решена е статиката. Кромниот покривач е комплетно сочуван, онаа што е идентично, значи ќе биде сочувано, а онаа што не е сочувано ќе се обидеме во соработка со конзерваторскиот центар да го доработиме согласно старите документации кои што ги имаме за овој објект, а ги имаме во изобилство. Верувам дека истиот ќе биде направен и завршен так и ќе личи на тоа што некогаш бил со многу поквалитетни материјали кои што се применуваат во градежништвото денеска. Пари кои што се потребни, веќе реков, 700.000 евра согласно проектната документација која што ја изготви нашето јавно предпријатие за просторно урбанистичко планирање и изработка на планови Куманово план. Благодарам.